Последни вести денеска, добро вечер. Проширувањето на Европската Унија ќе биде нашиот главен фокус на самитот на Европската народна партија, изјави премиерот Мицкоски од Брисел, каде што учествува со партиска делегација на ВМРО-ДПМН и по повод прославата на 50 годишнината од ИПП. Мицкоски извести дека на маргините на Конгресот веќе остварил средба со премиерот на Хрватска Пленковиќ. Разговарале за актуелните предизвици во Европа, регионалната соработка и европската перспектива. Овие 2 дена покрај официјалната прослава ќе имаме и самит на лидери, на председатели на политички партии кои што се дел од семејството на Европската народна партија. Ќе разговараме за економската перспектива на европскиот континент, се разбира ќе разговараме за глобалните предизвици, војната во Украина, војната во Заливот, во Иран, но исто така ќе зборуваме и за зголемување на компетитивноста. Она кое што представува наша цел и она која представува наш посебен интерес е разговорот околу проширувањето на самата Европска Унија, но и сите оние постигнувања и реформи кои што изминатите месеци како ВМРО-ДПМН и односно како македонска влада ги направивме. Собранието со 66 гласа за, 2 против и 8 воздржани го избра новиот државен јавен обвинител Ненад Савески. Се работи за професионалец без ниту една дамка во кариерата, оцени власта. Опозицијата пак не верува дека ќе одолеел на политичките притисоци. Седмицата мина во сериозни обвинувања за тоа кој повеќе ставил капа над правосудството. Против неговиот избор гласа 2 пратеници од Алијанса на Таравари. Воздржано гласа пратениците од ДУИ. Пратениците од СДСМ пак, кои беа присутни во салата, не гласаа. Историјата на ВМРО-ДПМН со заробена држава и партизирано правосудство не прави крајно внимателни. И затоа не може да дадеме легитимитет на кандидат кој што е избран во атмосфера на политички прогон на неговиот противник. СДСМ јасно порачува дека Савевски не е национален, туку партиски обвинител на ВМРО-ДПМН. Се уште најголем дел од судскиот обвинителскиот совет е директно контролиран од Струмица од Зоран Заев. Да ви ги зборувам еден по еден да ви кажувам. Во однос на политички прогон, 3000 луѓе ставивте од ВМРО-ДПМН по затвори и по обвинителство под прогони. Крајната цел на оваа која што е сега заменик генерален секретар на НАТО беше да се затвори ВМРО-ДПМН со судска одлука. Со судска одлука требаше да не прогласите за терористичка организација и да ни забраните политичко действување на сите што бевме тоа раководство во рок од 2 години. Радикална отчетност и транспарентност на обвинителството се меѓу приоритетите на новиот државен јавен обвинител. Спроти денешното гласање, во интервју за Мија Савески вели нема чување предмети во фиока и неселективна правда. Таа дигитализација може би била некоја програма која што би била фиока стоп систем. Значи, она што најчесто се натура како критика на обвинителството е тоа дека работи бавно, но и да се видат кои се причините за тоа. Дали е тоа недостиг на стручен кадар, обвинители, дали недостига помошен кадар за јавните обвинители. Вели Савески додава дека, иако акцентот се става на платите, тоа не е најголемиот проблем, туку условите за работа. Тој не издвојува со кој предмети првично би се зафатил, вели дека се што е отворено како предмет мора да има своја завршница, бидејќи секој предмет е важен и нема да има селективна правда. Дали Советот на Народната банка 3 месеци носи нелегитимни одлуки, иако мандатот во Советот на 2 вице-гувернерки е истечен уште во октомври. Зошто гувернерот Трајко Славески чекал досега за да ги предложи нивните наследници до собранието? Сандра Спасовска. Дали Советот на НБРМ, највисокото тело на Централната банка, веќе 3 месеци носи нелегитимни и нелегални одлуки за монетарната политика. Иако мандатот на двете вице-гувернерки Емилија Нацевска и Јана Митреска, кои беа избрани во 2018 година, истече лани на 22 октомври, а согласно Законот за Народна банка, не подоцна од 2 месеци, односно 22 декември, се уште не се избрани нивни наследници. Според закон, изборот го прави законодавниот дом на предлог на гувернерот. Иако јавниот оглас беше навремен
време објавен на почетокот на месец јули 2025 година, веднаш по доаѓањето на функција на сегашниот гувернер Трајко Славевски, и натаму останува непознато зошто Славевски не направил избор во рокот предвиден во огласот од 45 дена. Канал 5 упати писмени прашања до Народната банка, на кој добивме одговор само дека предлогот од страна на гувернерот испратен до собранието, но без да се прецизира точен датум кога истиот е доставен, а не откриваат ниту кои се предлозите на гувернерот. Од Централната банка во одговорот на нашите прашања велат: во однос на деталите што ги барате точен датум, архивски број и поединечни имиња, станува збор за службена кореспонденција меѓу институциите која се води согласно утврдените административни правила и не е пракса да се споделува во рамки на тековната постапка. Постапувањето се одвиваше во согласност со Законот за Народна банка, како и со одредбите од изборниот законник, при што беа испочитувани ограничувањата што важат до објавувањето на конечните резултати од страна на Државната изборна комисија. Велат од Народната банка, потенцирајќи дека биле испочитувани законски утврдените процедури. Од законодавниот дом пак за Канал 5 велат, предлогот кај нив стигнал во текот на вчерашниот ден, но повикувајќи се на Законот за Народна банка, член 55 став 3, велат се до именување на нов, членот чиј мандат истекол ги има истите овластувања и ги извршува истите задачи. На 17.3.2026 година гувернерот на Народна банка до председателот на собранието достави предлог за именување на двајца вице-гувернери на Народната банка и согласно деловникот на собранието, предлогот ќе биде пуштен во собраниска процедура. И покрај тоа што Славевски предлозите ги испратил вчера во истиот ден кога Канал 5 ги испрати прашањата до Народна банка, сепак останува нејасно зошто речиси 3 месеци Советот работел со вице-гувернери на кои им е истечен мандатот и зошто навреме не биле избрани нивни заменици, чија процедура можела да се спроведе по одржување на локалните избори. А останува отворено и прашањето дали одлуките кои ги носел Советот по истекот на мандатот на вице-гувернерките се легитимни и легални. Советот на Централната банка брои 9 членови, 4 се извршни, меѓу кои 3 вице-гувернери на банката, и 5 се неизвршни членови. Советот ги носи најзначајните одлуки поврзани со монетарната и политиката на девизниот курс. Извршните членови на Советот, односно вице-гувернерите, ги именува собранието на предлог на гувернерот, а неизвршните ги именува собранието на предлог на владата. Председателката Силјановска-Давкова ја прими Миријам Лексман, пратеничка во Европскиот парламент од Словачка, од групата на Европската народна партија. Силјановска на средбата потенцирала дека пристапниот процес во ЕУ треба да е заснован на заслуги, врз основа на исполнување на копенхагенските критериуми, со почитување на темелните европски документи, без билатерални условувања. Заеднички се согласиле и ја потврдиле важноста од натамошна соработка и ангажман на членките на ЕУ, вклучувајќи ја и Словачка, заради надминување на обструкцијата на македонското придружување кон Унијата. Иако беше најавено минатата недела, на бензинските пумпи горивата од денеска се продаваат за цена пониска за 2 денара, со попустот од окта. Сепак, ова намалување е краткорочно и ќе трае до крајот на месецов. Растот на цените на горивата веќе влијае и на цените на храната. Ќе се спречи ли инфлаторна спирала и што може да се очекува во следниот период? Маја Стојановска. Од бензинските пумпи, поскапувањето веќе започна да се чувствува и низ маркетите, реагираат граѓаните. Оние кои ги анкетиравме се жалат на повисоки цени од 10%, на производи кои речиси секое семејство ги става во кошничката без размислување, како масло, јајца и кафе. Други пак велат, иако зголемувањата за сега не се драматични, сепак потребно е државата да интервенира навремено, со цел да се спречи дополнителен удар по нивниот джеп. Нешто има поскапено, пример да кажем, јајцата и некои други ситници. Купив еден тан и поскапење многу, значи од 110 на 177. Може на зетинот нешто, на другото нема, исто е се. Треба владата да преземе некои мерки, за да нема поскапување во наредниот период. Па можно некој минимално покачување да има, што е нормален ефект. Ако не се преземе, ништо народ ќе пропадне. Владата е спора изузетно. Директорот на Државниот пазарен инспекторат Владко Стојковски во кус телефонски разговор ни посочи дека направиле анализа, која пак покажала дека цените на зејтинот и јајцата биле за 10 до 30% пониски споредбено со земјите од регионот,
Од инспекторатот велат дека во досегашните контроли не се изречени санкции. Сепак инспекторите ќе останат на терен и во наредниот период. Од Организацијата на потрошувачи предупредуваат дека без навремена реакција може да следи нов ценовен шок, бидејќи дел од производите низ маркетите засега се уште се продаваат по стари набавни цени, кои веќе се зголемени. Затоа предлагаат мерки, како ограничување на трговските маржи кај основните производи. Основната работа која што треба да се направи сега е со владени мерки да се сочува овој стандард на граѓаните, а исто така да им се помогне и на бизнис секторот и тие да ја совладаат на некој начин оваа криза која јас лично во моје мислење не очекувам дека брзо ќе престане. Со апел да не се зголемуваат цените неоправдано и да не се користи актуелната ситуација за профитерство. Премиерот Христијан Мицкоски минатата недела оствари средба со представниците на големите маркети. По средбата посочи дека заклучокот е да се задржат фер цени на производите, додавајќи дека состојбата ќе продолжи внимателно да се следи и дека ќе се интервенира доколку има потреба. Тоа беше се во вечерниот преглед. Пријатно.